Идејата кога се основа проект Среќа беше да биде тоа здружение за деца во социјален ризик, за помош и поддршка во нивните секојдневни активности и подобрување на квалитетот на живот. Тука зборуваме за сите деца од Македонија на кои што им недостига поквалитетно образование, на кои што им недостига поквалитетен живот, во смисол да бидат еднакви со своите врсници, затоа што тоа кај децата е еден од клучните моменти да сакаат да учат, да сакаат да се дружат, да сакаат да бидат подобри. Значи тука зборуваме за култура, за едукација, неформално образование како театар, музика, спорт, драма, школски прибори, патики, летен камп, нова година, роден ден, се што на тие деца им недостасува во секојдневниот живот. Ние не сме свесни дека, кажуваме дека значи секое трето дете во Македонија има недостаток од храна. Но во таа бројка не се ставени луѓето со минимални приходи. Значи никој не ги државата, луѓето со две плати кои што се минимални не ги рачуна за социјални случаи. А дали знаете како тие нивни деца живеат? Значи едно семејство каде што има две деца и двајца вработени или три деца и двајца вработени, не може на детето да му пружи апсолутно скоро ништо. Со некои пониски плати, да. Ниту летен одмор, ниту нова школска опрема, да не збориме за култура. Значи да не збориме за часови гитара, за часови клавир, за да ги развие своите таленти, затоа што мислите дека тие деца немаат таленти. Ние имавме еден проект кој што се однесуваше на спорт и се викаше Здраво шампиони. За 400 деца од цела Македонија пријавени преку училиштата, обезбедивме школска опрема и едногодишно членство во спортот за кој што се ангажирани. Тогаш беше тоа поддржано и од Агенција за млади и спорт и многу сме благодарни за тоа. Тие купија спортската опрема, ние немаше шанси тоа сами да го направиме нормално. Од таа генерација тоа траеше само една година и траеше само една бидејќи беше многу тежок проект за реализација. Излегоа 10 моментално шампиони во одредени категории во Македонија. Тука зборувам за професионални фудбалери, атлетика, имаме 2 шампиони, имаме 2 шампиони бокс. Тоа се деца кои што можеби тогаш немаше да тргнат на спорт. Ако не добиле шанса, немало да. Тие се работи кои што можеби системот треба да ги има во предвид, но ги нема со години. И јас со години зборам за ова и се трудам, но навистина нема никаква промена, а од друга страна искрено ќе ви кажам дека донациите се помали и помали и помали. Да, моментално, буквално работам јас она кое што можам сама да го сработам. Имав вработени канцелари, морав да ги затворам заради таа финансиска криза која што имаме. И моментално проект Среќа со помош на одредени поддржувачи, ротари клубови и така натаму, работиме тоа што можеме. Имаме сега летен камп во Словенија. Гледам секоја година да има школска опрема барем за 500 деца кои што ќе се пријават. Тоа е голема бројка, тоа се, да кажеме, 2 школи. Но потребни сме, знам дека сме потребни и секогаш кога ќе си кажам не можам повеќе, после тоа си викам, а кој ќе го направи тоа? Очигледно дека треба да се апелира, да дојде ова до оние кои што треба да ги менуваат работите и да го земат искуството од оние кои што работат на вакви, проект Среќа и другите кои што се хуманитарци, од нив да го земат и да ги вклучат, да ги искористат она што тие сакаат да го прават. Бидејќи не се работи само за одредена група на деца, значи нели 50 деца или 100 деца. Ни сите овие години се трудев да тоа бидат апсолутно сите деца од Македонија со акцент на руралните средини. Селата каде што немаат пристап, деца и родители кои што не знаат дека постоиме, кои што не знаат дека можеби некој ќе им пружи помош. Значи сакавме да стигнеме до тие комши, учители, наставници пријавуваа семејства и деца на кои што навистина им требаме. Но еве за пример во Министерството за труд и социјала има секоја година сектори во кои што може да се аплицира за одредена помош и тука спаѓаат лица со попреченост, деца со попреченост, тука спаѓаат пензионери, но не спаѓаат деца во социјален ризик. И ние никогаш не сме можеле да аплицираме за никаков проект. Ги нема. Не ги нема. Не постои. Неверојатно, а тоа е иднината на Македонија. Ако вие оставите во овој момент 100 или 200 илјади деца да живеат во социјален ризик, без образование, тие нема да се образуваат понатаму. Ако ги оставите, вие правите потенцијални и многу веројатни 200.000 нови социјални корисници. И како тоа никој во сите овие години не свати дека тоа е суштината на проблемот. Да ги земеме тие деца и наместо социјални
корисници, да ги направиме продуктивни, образовани и инспирирани граѓани.